А сега ќе се запознаеме со една многу интересна професија, перфузионист. Го повторував неколку пати во текот на вчерашниот ден, Сузе. Добро утро за нашите гости, добро утро Слободанче за тебе, нашите гости како и секој петок така и ова утро ни доаѓаат од одделот, ни доаѓаат од специјалната болница Аџибадем Систина, од одделот за кардиохирургија. Наши гости се Петар Трајковски и Сашо Стојлов. Ви посакувам добро утро и благодарнам што ова утро ќе ни разјасните една многу важна улога на работна позиција за време на една интервенција, кардиолошка интервенција, од која и тоа како зависи животот на пациентот. Срцето. Добро утро и на вас. Ви благодариме за поканата. Се малку да ви исправам, значи ова е веќе кардиохируршка интервенција. Перфузионистот представува всушност специализиран здравствен работник кој првенствено управува со уредот за вонтелесен крвоток. Работата се состои во тоа да се менаџираат и мониторираат физиолошките и метаболните потреби на пациентот за време на операцијата. Со цел, ако има некои нерегуларности, да се коригираат. Так. Се со цел исходот да биде позитивен. Позитивен. Да, затоа сме ова утро тука, Сузе, перфузионист. Да, мене на перкусионист ми оди, ама како и да е јас... Перфузионист воопшто не си апсолутно, значи не сум далеку. Не си далеку, со оглед на тоа дека во текот на вчерашниот ден неколку пати морам да признам дека си го повторував овој термин, затоа што не сме биле често во допирна точка со перфузионистите, поготово вака на утринска програма, а мислам дека и гледачите еве сега повеќе ќе дознаат за перфузионистите нешто многу повеќе, затоа што овој термин не толку многу често сме го среќавале во медицината, но секако дека постои, но вие како медицински лица ќе ни пообјасните многу повеќе токму за вашата професија. Еве и од мене, добро утро и добре не дојдовте, се разбира, од Аџибадем Систина, каде што кажавте дека сте веќе долги години таму и работиме како перфузионист. Малку начнавме тема, ќе започнеме од вас, може да. Што е перфузионистот, која е вашата точна улога во медицината? Значи, како што напоменав, перфузионистот, значи, во текот на кардиохируршките операции се грижи за мониторирање и менаџирање на параметрите кај пациентот, се со цел, ако има некаков недостаток да се исправи, ако треба некаков лек да се користи, се со цел операцијата да помине во најдобар можен тек, да се постигне најдобар исход за пациентот. Така, малку е комплексна, сложена работата. Да, верувам. Голема е одговорноста исто така. Дали перфузионистот само работи кога има операција на отворено срце или и на други оперативни зафати сте тука? Така, претежно работиме на операции на отворено срце. Добро. Меѓутоа по потреба може да... Значи сепак може и со некоја друга... Да, например, трансплантации на црн дроб, првенствено кардиоваскуларни операции во смисол како асистенција, користење на сел-сейвери. Во време на ковид кризата, значи бевме исто актуелни со пласирање на ЕКМО апарат. Тој е посебен уред кој го заменува и срцето и белите дробови, слично налик на екстракорпоралниот, тоест вонтелесниот крвоток. Перфузионистите тука во медицината, кај нас како гранка ја има и јас многу сакам да знам, еве вие, но сте се доусовршиле со вашите студирања и специализации надвор од границите на Македонија, меѓутоа кај нас го има така. Меѓутоа ме интересира зошто еве вие двајцата, да кажеме, како перфузионисти се одлучивте токму за оваа професија. Еве може сега и од тебе малку да почнеме токму на оваа тема. Зошто перфузионист во животот? Па зошто перфузионист? Можам да кажам дека тоа беше по некој начин и случајно за едните за другиот, зашто бидејќи ние кога започнавме да работиме оваа професија пред 24 години во Македонија, тогаш се отвори првата кардиохируршка болница. И како професија не постоеше претходно. Да, затоа и немаше никакви кадри. Да, кај нас дали. Така да стварањето на
кадри перфузионисти започна во 2000-та година. Тогаш беше кардиохируршкиот центар во воената болница под Министерството за одбрана, па потоа беше Беше ли тежок почетокот? па почетокот е поприлично тежок, бидејќи самата работа е поприлично Бара многу внимание. комплексна и бара многу внимание и поприлично одговорна. Да, тоа ќе беше следното прашање, колку навистина е вашата одговорност еве во моментот на оперативните Да, одговорноста е голема и концептот е дека ние работиме со еден вид на комплексни апаратури и машини. И за да се изведе на кардиохируршка операција, нема начин да се изведе доколку циркулацијата од пациентот не се извади надвор од телото. Значи, крвта мора да се извади надвор од телото, преку пумпа, да се оксигенира, да се извади јаглеродниот диоксид и да се врати назад во телото. За да можат хирурзите да работат на чисто оперативно поле, значи, внатре во срцевите кавитети, бидејќи тоа не би било возможно, и на мирно, нечукачко срце. Значи, сето вие тоа го сите тие моменти се многу комплексни, ова вака изгледа така најпросто кажано. Сакаме да го за нас најпросто, за нас да го доловиме моментот. Во моментот, меѓутоа медицината си има свое така да има илјада начини да тргне нешто во лош правец, меѓутоа ние работиме по највисоки стандарди, со највисоки безбедносни протоколи и поентата е секојаш се спречи тоа. Дали тоа значи дека вие како перфузионисти се наоѓате во оние најтешки моменти на операција или најпотешките оперативни зафати? Апсолутно да. Така. Еве, за одговорноста, кога зборуваме, навистина е многу голема. Толку години сте веќе, како што споменавме, во оваа професија. Имало ли такви шокантни моменти, верувам? Не се, за среќа не се многу чести, меѓутоа никогаш не знаете, например, кој пациент како може да тргне во кој правец. За да веднаш се реагира. Да поминеме дека истработиме и со ургентни случаи, кои што така се влегува веднаш во сала, така да целиот тим е присутен тука, од хирурзи, анестезиолози. Значи, она што ние можеме да го, како заклучок сега да го донесеме, ништо друго ако од гледањето филмови кога се прави оперативен зафат, кога докторот ги бара инструментите на оние кои што е покрај него, меѓутоа вие сте и тука исто плюс перфузионистите, една слика вака нели да едноставно колку гледачите да имаат, вие морате да бидете присутни тука во времето на оперативниот зафат, да. И што е она што цело време го практикуваме и мораме да најмногу на што мораме да внимаваме? Мислите за време на операција? За време на оперативниот зафат, како перфузионист. Значи, целата процедура мора да се запази делот првенствено со стерилноста, потоа следува делот каде што се администрираат лекови, антикоагуланси, хипертензиви, односно зависно каков е пациентот во моментот, нели, мора да се изменаџира притисокот, да речеме. Така. Пулсот дали е премногу брз, спор, дали има некои други несакани моменти. Сакам да кажам дека од вас многу зависи оперативниот зафат, како ќе се одвива во моментот. Би сакал да напоменам само дека самата недела на перфузионистите е врзана со одреден датум, тоа е 6 мај 1953 година. Така. Кога првпат изведена првата... Оваа недела се одбележа, да споменеме, нели? Се одбележува во Систина, исто така? Ние одбележавме, да. Тогаш е изведена првата кардиохируршка операција со помош на вонтелесна циркулација и практично е отворена вратата за развивање на кардиохирургијата како гранка, бидејќи претходно не било возможно. Така да тоа веќе трае 68 години. Од тогаш до сега е постигнат голем напредок во технологија и безбедност и слично, така да... И кај нас се разбира, како што кажавме, од 2000-та година, така? Кај нас е започнато во 2000-та година. Но вие сепак моравте и малку надвор да се доусовршите и да доспециализирате за ова што е ведена се како одбрана ваша животна, да кажам, професија, па имавте малку патешествија. Каде најмногу е струката токму за ова, за перфузионистите? Каде од најмногу го извлековте искуството? Добро, ние такви беа околностите тогаш, тој период. Бевме, значи, во Израел, бевме малку и во Германија, бевме малку и во Италија. Од секаде помалку и така. Некој период така бевме исто, некој си прилика можеби 2 години и во Судан. Во Судан.
работевме за една комунитарна организација, италијанска. Така, бевме како регулар став, некои се 2 години отприлика. На каков начин го одбележавме во Систина? Еве се оваа недела токму за вас, за перфузионистите. Во Систина самата недела ја одбележавме нели со разни објави на социјални мрежи, генерално работно ја одбележавме. Имавме некои семинари онлайн со наши колеги во регионот, мали едукации, во склоп на нашето здружение имавме и состанок каде што го одбележивме денот на перфузионистите. Да. Ако ми дозволите, јас би сакала да ве прашам нешто. Повели Со оглед се на тоа дека и јас доста учам еве вака слушајки ве За медицината. за медицината, да, имаме прилика сите ние да учиме доколку сакаме. За каков вид на хируршки интервенции е неопходен перфузионистот, освен за кардиолошките интервенции? Дали да речеме, еве, лаички ќе прашам за една операција со породување со царски рез, дали е неопходен тука перфузионист? Вака сега сме имали таков случај. Значи тоа е во, да речеме, операција во 2 акта. Имавме и пациентка која што имаше аортна дисекција, Што мора да бидете тука? која што мораше значи да се оперира да се оперира и аортна дисекција, во исто време да се изврши Породување, породување. сериозно. Така. Така да За да излезете да, веднаш тоа во беше пресрет, под така. водство на професорот Николич, значи целата таа процедура заврши успешно. Браво. Да. Така Дали беше докторите еве да кажуваат перфузионистот мора да биде присутен токму на оваа оперативен зафат, каде што се знае, меѓутоа како што каже Суза еве и за друг, ве повикуваат и сте тука. скоро еве како на пример кога се работи за кардиохируршка операција, Мора да сте всушност тука. и не постои операција која што Може да може функционира без да вас. помине без да речеме вонтелесен крвоток, освен операциите кои што се на пример на пулсирачко срце. На пулсирачкото, така? Меѓутоа, дури и тогаш, перфузионистот мора да биде присутен во операционата сала, затоа што секогаш, тоест никогаш не знаеме кога некоја процедура може да тргне по непосакуван терк. Суза, за мене сите се херои, да можам да кажам, во И медицината, тоа затоа такви, што да. во текот на нашиот вчерашен разговор, како ми кажавте, белите дробови не функционираат, срцето не работи, пациентот лежи и на него се оперативен зафат од страната на докторите се извршува, меѓутоа вие сте тука за да го одржувате на каков начин во живот, уште еднаш еве. Тоа ми е многу специфично. За нас делува застрашувачки, но за вас е секојдневие, така? Ќе пробам сликовито тоа Сликовито, да. Значи пациентите во крвните салви на пациентите се поставуваат специјални, тоа се како пластични, се викаат канили, еден вид на црева. Значи практично целата венска крв од пациентот мора да се издренира од специјален резервоар, значи од тој резервоар со помош на пумпа. Ова е за операција на срце, Да, зборуваме? за операција на срце, Добро. која што е ролер пумпа, ротирачка пумпа и која што представува практично вештачко. Што ја гледаме што оди нагоре надолу. Да, вештачко срце представува таа пумпа Да. и таа пумпа го заменува срцето и функциите на срце во текот на операцијата. Крвта ја носи таа пумпа во еден уред кој што се вика оксигенатор, каде што се прави размена на гасови, односно се оксигенира крвта и се отстранува јаглеродниот диоксид. Во исто време ја манипулираме преку оксигенаторот, можеме да манипулираме и температурата на пациентот. Значи, често пациентите на кардиохирургија бараат благо ниво на ладење на телото или хипотермија, медицински назив. Така да има пациенти кои што се ладат и до 18 степени, значи ако знаеме дека физиолошката температура е 36,5 до 37 степени. Така да се манипулира крвта и потоа повторно се враќа во пациентот. Циркулацијата во срцето и во белите дробови е комплетно изолирана, значи не се изолирани, значи да нема може да се никаква направи додека оперативно, работат кардиохирурзите. Кардиохирурзи. Они работат на непулсирачко срце и обескрвено, значи нема крв во срцето. Значи целата циркулација е пренасочена надвор од телото И потоа се враќа во се првобитната. враќа во пациентот. Тоа е вашата Додека трае операцијата, професија. пратиме едно Убаво 50 на параметри онлайн за да можеме да сите физиолошки функции на пациентот да бидат задржани и пациентот после да излезе како што треба на интензивна нега.
Во текот на денот по колку операции сме присутни? Зависно се разбира, меѓутоа сепак ги има, така? Да, Предпоставувам. ги има и тоа доста. Колку треба да бидеме внимателни, колку треба да бидеме сконцентрирани. Знам, кажавме, спомнавме, одговорноста е голема, меѓутоа сега од ова што јас го слушнав и сликовито си го имам во својата мисла и верувам дека треба колку да се сконцентрирате и внимавате, сигурно дека сте ги имали тренинзите токму за ова, за што сега ќе ве прашувам. Да, значи тенацитетот и вигилноста, значи насоченоста, фокусот, да. Е на највисоко можно ниво. Така да тука и да ве боли глава и времето се менува и коленото ви се врти, тоа така верувам, да. Се за доброто на пациентот. Не пациентот. никакви проблеми и освен пациентот што е во операциона сала, значи тоа е тоа што во моментот да речеме не преокупира и за кое што едноставно сме тука. Да. Јас би спомнал исто во однос на исто прашање дека годините си го прават своето и работните сати, така да стрес менеджментот како поминуваат годините се полесен и полесен. Меѓутоа во Ачибаден Систина тимот кој што работи на одделот за кардиохирургија е екстремно искусен. Со 20 години плюс работно искуство има индивидуи, така да од нашите ценети кардиохирурзи до анестезиолозите до професионални тимови, медицинските сестри, анестетичарки, инструментарки на интензивна нега, болничарите, одделот за хигиена, значи тоа е така една плејада на прекрасни луѓе и ние функционираме буквално како еден организам. Значи и мора да функционира, зашто доколку не би било така. Верувам, поготово кога се стигне во прашање за каква професионалност и на високо ниво се работи, меѓутоа знаете како јас сакав да го доловиме токму на вашата професија, тука сме некаде кон крајот, еве гледате брзо не помина времето, меѓутоа дознаа гледачите, сигурно еве вие вашето семејство знае што е перфузиониста, но вака кога ќе се запознаете со некој што работите, јас сум перфузиониста, колку пати ве прашале што е тоа перфузиониста? Доста често се случува дури и во медицински кругови, така да не е... Ако е во медицинските кругови се тогаш да не е оправдано. Навикнати сме на тоа, не е... Да речеме, но мора да објаснуваме, нели? Секојдневие. Да, така. Многу ви благодарам, доколку нешто сакаме да додадеме за еве вашата професија се разбира во Систина, што е она што може да го кажеме, се разбира, упативме големи поздрави до сите оние кои што работат и сте секојдневно заедно со нив, професионални тимови за секогаш завршени и успешни операции, посакувам многу успеси понатаму и убаво да објаснивме со оглед на тоа како што кажав дека перфузионистите не така често не биле во студиото, па добро што ве запознавме. Се надевам ќе имаме и следна прилика некогаш да бидеме повторно пак. Задоволство ќе ни биде. Така да можеме да збориме и на други теми. Да. Ви благодарам многу и се гледаме како што кажавте повторно. Благодарам многу и ако решаваме сега тест, ако јас треба да одговорам точно на прашањето што е перфузионист, ќе напишам дека перфузионист е еден од највиталните членови на кардиоваскуларниот хируршки тим одговорен за водење на машината срце бели дробови. Дали е одговорот точен? Точен, да. Браво, благодарам многу, значи верувам дека и гледачите нешто научија од разговорот кој го водевте, навистина беше инспиративно да ве слушаме. Сите одиме со краткиот рекламен блок, ама во меѓувреме ги вклучуваме телефонските линии на слободна тема.